Утре предстои втор масовен бојкот на супермаркетите од граѓаните. Повикот и овој пат е активен на социјалните мрежи, од каде за супермаркетите најавено дека ќе биде вистински црн петок. По првиот бојкот граѓаните се осоколени од неговиот ефект, бидејќи во петокот на 31 јануари забележан е помал промет за 46%. Ова е прва победа на концептот бојкот, но таа застега е само символична, бидејќи мал број на маркети се одлучија да ги намалат цените. На кого всушност граѓаните се лути најмногу, на домашните или странските производители? Сега не можам на странските производители да се лутам. Се лутам може на преголемиот увоз на храна, што се прави имајќи убаво поднебие за производство на наша храна. А и тоа е за жал што производителите имаат најмалку корист од производството, а трговците користат. На домашните, заради тоа што немат програмски дел на економиката со Западот. Сакаме да влегуваме во Европска унија, а поимана немаме од трансакциите и од сите останати работи кои се многу поважен елемент, проплатен елемент за цената на било каков артикул што ќе се појави во Македонија. Но сите се лута. И на домашните, зашто македонските производи се и они високи. Ја мислам на домашните. На домашните, што не работат. На нашите. На домашните. Бојкотот сега е исти аршин за сите, но доколку тој понатаму биде заеднички, домашната економија може да се најде во сериозни проблеми. Во основа зависи колку долго ќе трае. Ако е само еднократен, како што беше минатата недела, тој нема да има некое силно влијание, затоа што ќе се надомести со трговијата во следните денови. Меѓутоа, ако продолжи во подолг период да се одвива, може да има влијание врз купната потрошувачка на граѓани. Освен во Македонија, од Хрватска бојкотот се прошири и во Косово, Црна Гора, Бугарија, а сега и во Грција.